Почитувани пријатели, ви посакувам Божи благослов, Бог да биде со вас и да ве благослови изобилно. За денес ќе размислуваме на тема има ли по смртта и друга прилика за спасение. Апостол Павле во Евреите 9 глава 27 стих и 28 запишал вака: И како што на човекот му е определено да умре еднаш, а потоа суд, така и Христос, откако беше принесен еднаш за да ги земе гревовите на мнозина, ќе се јави повтор пат без грев, а за спасение на оние кои го чекаат. Има ли по смртта и друга прилика за спасение? Апостолот е многу јасен. Ако го анализираме тоа од библиски аспект, одговорот на оваа прашање ќе биде лесен. Библијата јасно зборува дека со смртта престанува секоја друга прилика и можност за спасение. Како што реков во Евреите 9.27, се зборува дека на човекот му е определено физички да умре, а потоа следува суд, или поточно речено Божи суд. И така, се додека човекот е жив во оваа физичко тело, има втора, трета, четврта, пета и така натаму прилика за да го прифати Исус Христос за свој личен спасител и да биде спасен. Во Евангелието според Јован 3.16 е запишано, доста познат стих: зашто Бог толку го возлюби светот, што го даде својот единороден син, та секој што верува во него да не загине, туку да има вечен живот. А во Римјаните 10 глава 9 и 10 стих апостол Павле на прекрасен начин го објаснува патот на спасение, велејќи тоа во кратки црти. Зашто ако со твојата уста исповедаш дека Исус е Господ, и ако во твоето срце веруваш или поверуваш дека Бог го воскресна од мртвите, ќе бидеш спасен. Зашто со срцето се верува за правда или за праведност, а со устата се исповедува за спасение. И има уште еден убав стих во Дела на апостолите 16 глава 31 стих. Тие пак рекоа: верувај во Господ Исус, ќе се спасиш ти и твојот дом. Тоа јасно покажува дека можноста за спасение е токму сега, а не по смртта, или на некој начин по смртта. По смртта нема ниту една шанса. Некои религии, и тоа катастрофални религии, измислија чистилиште. Чистилиштето е место, според нив, каде што престојуваат мртвите по нивната физичка смрт, за да ги исплатат своите гревови. Почитувани, такво или слично мислење не постои во Библијата. Толку години ја читам оваа Библија, никаде не сум сретнал за такво, дека има такво место. Религиите тоа го измислија за да даваат лажна утеха на оние од кои имаат интерес и да владеат над народот. За да имаме јасна представа што се случува со неверните луѓе по смртта, треба секојаш да се повикуваме на библиското откровение кое е непогрешливо. Библијата се што кажала, во ниедно нешто не погрешила. Библијата не му угодува на ниту еден човек, на ниту еден грешник. Таа точно е кажува вистината, таква каква што е. Зошто? Затоа што е Божја инспирација, од Бог писмо до човекот, и тоа до грешниот човек. Во Откровение 20 глава, 11 до 15 стих, таму се опишува за големиот судски бел престол. Таму се зборува за отворање на книги и се вели: и мртвите беа судени според она што е запишано во книгите, според нивните дела. Книгите ги содржат сите мисли и дела на оние на кои им се суди. И така, сите оние кои се осудени, бидејќи биле неверници на земјата, ќе бидат судени за нивните лоши дела и лоши помисли и ќе бидат осудени за вечна мака во пеколот, од каде што ќе нема да има враќање назад. Исус Христос умре токму за таа цел, да го земе Адамовиот грев, да ги земе нашите гревови, за да не умре човекот вечно и да отиде во пеколот.
Од друга страна, сите оние што веруваат во Исус, нема да бидат судени според нивните дела, бидејќи нивните имења се запишани во друга книга, а тоа е книгата на животот на јагнето. И се вели, и во него нема да влезе ништо нечисто, ни оној кој прави нешто гнасно и лажно, туку само оние кои се запишани во книгата на јагнето на животот. Тоа е запишено во Откровение или Јованово Откровение, 21 глава, 27 стих. Тука во овој стих јасно се гледа дека нечистото е одвоено од чистото и нема никаква шанса за здружување. Сите верници ја имаат таа привилегија да влезат во Божјото царство, бидејќи го признаваат Христовото дело на Голгота, на крстот. Библијата вели дека нивните имења се запишани уште пред создавањето на светот. Еве што вели Павле за тоа во Ефесјаните 1 глава, 4 стих. Зашто не избра во него, се мисли во Христос, пред создавањето на светот, за да бидеме свети и непорочни пред него во љубов. Овој стих мнози не го злоупотребуваат, но ние се задржуваме на она што е запишано така како што е. Сите тие што го имаат Христовиот печат, преку вера и што се во Бог избрани, возлюбени, повикани и осветени, немаат некоја друга прилика за спасение. Туку тие се спасени и го очекуваат тоа што им го ветил Бог уште на земјата. Бог таквите ќе ги зачува за спасение и сега и во иднина, бидејќи се негова собственост, како што апостол Павле постојано тоа го нагласуваше, а посебно во писмото до Ефесјаните, па потоа во Јован 6 глава 37 стих, кога Исус тоа го рече, еве ќе ги цитирам зборовите на Исус, се што ми дава таткото ќе дојде при мене, а оној што ќе дојде при мене, нема да го исфрлам надвор. Потоа Исус на многу впечатлив начин им ја дава сигурноста на оние кои го прифаќаат за свој личен спасител и затоа вели: моите овци го слушаат мојот глас и јас ги познавам и тие идат по мене. И јас им давам вечен живот и никако нема да загинат и никој нема да ги грабне од мојата рака. Мојот татко што ми ги даде е поголем од сите и никој не може да ги грабне од раката на мојот татко. Тоа е запишено во Јован 10 глава, 27, 28 и 29 стих. Божите деца уште сега знаат дека се спасени и не чекаат некоја друга дополнителна прилика за сигурност. Туку сега се сигурни. Како што вели апостол Павле во Ефесјаните 1 глава, тој не запечати преку Светиот Дух што ни го даде. Но, почитувани, што ќе се случи со оние што не веруваат, што се представуваат за атеисти, или што велат само има некоја сила, или што се прават како дека не знаат ништо за тоа и така натаму. Дали ќе имаат друга прилика доколку не се покајат и не веруваат во Исус додека се во оваа тело? Одговорот е веднаш не. Затоа што нивните срца не се променети и не се наново родени преку вода и дух, преку Светиот Дух. А Исус многу јасно рече дека без наново раѓање никој не може да влезе во Божјото царство. Нема друга прилика, затоа што самата смрт нема да создаде причина за нова прилика. Смртта нема прочистувачка моќ за да отвори нова прилика. Ниту пак тоа ќе го смени, бидејќи некои религии се така убедени. Библијата вели дека необновените личности, ненаново родените, се во непријателство кон Бог и таквите остануваат и по смртта. И такви остануваат и по смртта. Зошто? Затоа што не се измирени преку неговата жртва на крстот. Не им се простени гревовите уште додека се на земјата преку крвта на Исус Христос. Без дејството на Светиот Дух, човекот никогаш не го менува својот став кон Бог. Само Светиот Дух го прави човекот да го отвори своето срце за она што му го нуди Бог и што му го дава Бог. Има еден библиски пример со сиромавиот Лазар и богатиот човек.
се вели, богатиот кога се најде во пеколните маќи, во адските маќи, не се каеше. И факт е дека таму нема уште каење, туку знаеше дека неговата судбина е запечатена за секојаш да биде во пеколните маќи. Па затоа тој бараше решение за неговите браќа кои беа се уште на земјата како непокајани. Во неговото срце немаше покаяние, иако не би му помогнало тоа. Туку жалење за неговите најблиски што се на земјата. Одговорот на Аврам беше јасен и дециден. Ако тие не ги послушаат Мојсей и пророците, Библијата, нема ништо и никој да ги увери во она што постои по смрт, па дури некој да воскресне од мртвите. Од овој пример можеме јасно да заклучиме дека на оние што веруваат доволен сведок е Библијата. Така што ниту една друга објава нема да ги доведе до спасение ако не поверуваат во она што е запишено овде во писмото. Оваа Библија, која што има 66 книги, ни повеќе, ни помалку. Нема Библијата 77 книги. Другите се додатоци. И туку има само 66 книги. Стариот завет има 39, новиот завет има 27. Читајте го оваа писмо. Еден ден сите кои што ритале, кои што биле против Бог и не му обрнувале внимание на неговата вистина, ќе му се поклонат и ќе признаат дека тој е Господ на славата и Спасител. Затоа апостол Павле вели, во името Исусово ќе се поклони секое колено на небото, на земјата и секој јазик ќе признае дека Исус Христос е Господ за слава на Бог Таткото. Тоа го вели Павле во Филипјаните 2 глава 10 и 11 стих. Но, почитувани, таквото признавање воопшто нема да им помогне на неспасените луѓе. Туку само ќе искажат својата пропуштена можност дека Исус навистина бил тоа што слушнале дека е Божи син, Спасител, кој што дојде за нашите гребови. А сепак, тие не обрнале внимание и не се покаеле пред него. Ќе нема извинување, тоа ми беше пречка, тој ми беше пречка и така натаму. Тие што ќе починат како неверници, ќе бидат за жал осудени за вечно проклетство, пекол, а тие што веруваат се ослободени од Божиот суд за вечен живот. Сега е погодно времето. Сега е часот да поверуваш. По смртта нема шанса. Сега и само сега е време за таа голема одлука. Но, што треба да направам за да станам христијанин? Да бидам тоа што Бог бара од мене? Еве, за да го објасниме тоа, ќе направиме една споредба со еден човек кој што живееше во градот Филипи, во тогашна Македонија. Тој им постави прашање на Павле и на Сила, што можеби е најважното прашање и е најважно за секој од нас. За тој човек знаеме само 3 нешта. Прво беше чувар во затворот, беше паганец, многобожец, кој не го познаваше вистинскиот Бог и беше во очајна ситуација, кој што сакаше да си го одземе животот заради настанот што се случи во затворот. Но Павле го запре во намерата. Прашањето на тој човек гласеше вака: што треба да направам за да се спасам? Тоа е запишено во Дела на апостолите, 16 глава, 30 стих. Самиот факт што човекот го поставува прашањето укажува дека е препознава потребата за спасение. Ја виде смртта во себе, во мигот, и знаеше дека му е потребна помош. Кога тој ги слушаше Павле и Сила во затворот, како го слават Бог и му се молат, тоа му беше знак дека и за него има надеж и одговор на животното негово суштинско прашање: како да се спаси од смртта. Одговорот на Павле беше многу едноставен, како и во сите негови писма. Поверувај во Господ Исус Христос и ќе се спасиш. Дури ти и твојот дом. Тој без двоумење веднаш го прифати тоа што му го рече Павле.
Поверува во Исус како Спасител. Од тој момент неговиот живот се промени. Овој настан јасно ни покажува дека спасението е преку вера. Тој немаше никакви дела, немаше нешто што заслужил пред Бог. Едноставно требаше да го прифати Исус како негов Спасител. Тој се покаја, тој се крсти. Праведникот, вели Библијата, ќе живее само преку вера. Тоа го вели Павле во Римјаните 1:17. Почитувани, многу е важно да поверуваш во Исус Христос. Да поверуваш во тој Исус Христос кој што те љуби, кој што те сака. Верата захтева да се верува дека Исус е Божи Син, Господ и Месија. Тоа вклучува да се верува дека тој како Господ е Божи Син кој умре на крстот за човечкиот грев. И според писмото воскресна на третиот ден. Пораката на Павле се состоеше од овие зборови. Зашто ако со твојата уста исповедаш дека Исус е Господ и ако со твоето срце поверуваш дека Бог го воскресна од мртвите, ќе бидеш спасен. Зашто со срцето се верува за за праведност, а со устата се исповеда за спасение. Зашто писмото вели: секој што верува во него нема да се посрами или засрами. Римјаните 10 глава. Да се биде христијанин значи да се промени животот преку покаяние и вера, напуштајќи ги сите гревови што ги правил додека не го познавал Бог. Тоа е одвраќање од стариот начин на живење и од човечката религија и свртување кон живиот Бог. Како што е запишено во Прво Солуњаните 1 глава 9 стих. И како се обрнавте кон Бог од идолите, за да му служите на живиот и вистински Бог. Кога човекот ќе го прифати Христос за Спасител, Бог му ветува дека ќе му подари дар на Светиот Дух и ќе стане ново создание, со нов поглед кон животот и со нова надеж кон иднината, со нова природа, како што апостол Павле вели: кој е во Христос, тој е ново создание, старото помина, ете се стана ново. Да се биде христијани значи прво да поставиш прашање што треба да направам за да се спасам. А одговорот веднаш го имаш. Поверувај во Исус. И ќе се спасиш ти и целиот твој дом. Бог да ве благослови, почитувани. Амин.